Во ова видео ќе го разгледаме првиот дел од работењето со формата редослед на внесување, сместен во модулот администрација. Со оваа форма всушност започнува работењето со апликацијата SuperClick. Таа содржи линкови до сите форми кои што треба да се пополнат на почетокот, за да може да се отпочне и непречено да се одвива користењето на самата апликација. Истите овие форми можете да ги најдете и во вертикалното или хоризонталното меню од апликацијата, но овде се распоредени по точниот редослед на внесување. Првата форма е основни податоци на компанијата. Оваа форма треба да ја пополните со валидни податоци за компанијата, а исто така да внесете и лого на компанијата, кои што понатаму ќе се прикажуваат на испечатените документи. Полењата означени со звездичка се заложителни за внесување и без нив да ги пополните не би можеле да извршите зачувување на овие информации. Значи, внесувате назив на фирмата, потоа назив на латиница, ако оваа фирма е странска или пак соработува со странски фирми, даночен број на фирмата, регистарски број, место каде се наоѓа, место на латиница, адреса на која се наоѓа фирмата и адреса на латиница, телефонски број, факс, емаил адреса, веб страна доколку постои, а логото на фирмата се внесува на тој начин што се кликнува на копчето и се отвора прозорче од каде што треба да отидеме до локацијата каде што е сместена сликичката која што ќе го представува вашето лого. Селектирајте ја сликата и кликнете на копчето Open. Со тоа сликата ќе биде вчитана во формата. Најдолу се внесуваат податоци за банката со која што работи оваа компанија и преку која се вршат трансакциите. Потоа, кликнувате на копчето Следно и во следната форма вршите визуелен преглед на внесените информации. Доколку некоја информација е погрешно внесена или пак сакате да извршите надополнување, тогаш можете да се вратите назад и да ја извршите промената. Во спротивно, кликнувате на копчето Сними и со тоа податоците ќе бидат зачувани. Следна форма, која што ќе ја видиме, е шифрарник локација. Сите шифрарници имаат една единствена форма и начинот на работа со нив е сосема исти. Таа се состои од контролно мени и табела за внесување на податоците. Податоците во табелата се внесуваат со впишување во втората редица. Конкретно во овој шифрарник, за шифра не е потребно рачно внесување, бидејќи таа овде се генерира автоматски. Како што можете да забележите, основните локации се веќе внесени. Како за пример, да го надополниме шифрарникот со уште една локација. Значи шифрата не се впишува, се впишува називот, на која ниво се наоѓа самата локација, а од колоната локација пак се избира во која држава, например, се наоѓа тој град. Кликнете на копчето Enter за да се спушти податокот во табелата и потоа на копчето Сними за да ги зачувате промените. Доколку е успешно внесувањето, ќе биде прикажана потврдна порака. Контролното мени се состои од повеќе копчиња. Копчето картичка е копче за приказ на податокот во вид на картичка. Ако го кликнете ова копче, податоците ќе се прикажат во вид на индивидуални картички, почнувајќи од првиот податок. На овие картички исто така може да се менуваат податоците, но при секоја промена повторно кликнувате на копчето Enter и Сними од контролното мени за да се зачуваат промените. Копчето табела
представува копче за приказ на податоците во табела и тоа е основниот приказ при секое стартување на шифрарниците. Копчето хиерархиски пак ги представува податоците во хиерархиска подреденост, односно во структура на дрво, со корен или татко и неговите деца, па ако кликнете на знакчето плюс непосредно пред секој од податоците, ќе видите кои локации се во хиерархиска поврзаност со горе наведениот податок. Копчето картички пак е слично на копчето картичка со тоа што овде се врши приказ на сите картички, односно на сите податоци од табелата. Исто така и овде се овозможени промени на картичките со тоа што повторно потребно е прво да кликнете Enter за да се вчита податокот, а потоа и на копчето Сними за да го зачувате истиот. Копчето филтер представува копче со кое што се прикажува или се скрива филтерот во табелата. Филтрирањето се врши така што во полето за филтер внесувате дел или цела шифра, например, и кликнувате на копчето Enter за да ви се излистаат податоците кои што го содржат тој број. Со кликнување на ова копче се отвора мени со кое што може да ги одбирате опциите со кои што ќе вршите споредба, односно филтрирање на податоците во табелата. Има повеќе опции, така што може да изберете броеви кои што се еднакви на внесениот број, шифри кои што се различни од внесениот број, поголеми или еднакви, помали и така натаму. На крај филтерот се чисти со кликнување на најгорната опција. Полето Одбери полиња служи за прикажување на дополнителна форма во која што можете со влечење да однесете колона од табелата која што сметате дека не ви е потребна за преглед. На тој начин колоната е скриена и нема да се прикажува додека работите со овој шифрарник. Копчето Сними, како што веќе кажавме, е копче за зачувување на промените. Копчето Бриши пак представува копче за бришење на податок од табелата. Тоа се врши така што го селектирате податокот кој што сакате да го избришете и кликнувате на копчето Бриши. Се појавува предупредување дека со тоа ќе бидат избришени промените кои што сте ги внеле, а не сте ги зачувале, и ако кликнете да, податокот ќе биде избришен. Важно за бришењето на податоците е тоа што одредени податоци не можат да се избришат бидејќи се во хиерархиска подреденост со други податоци. Копчето Освежи представува копче за иницијализирање на формата, односно, ако кликнете врз него, тоа значи дека формата ќе биде вратена во правобитниот нејзин облик како што била пред да отпочнете со работењето со шифрарникот. И ако имате внесено податоци тековно кои што не сте ги зачувале со помош на копчето Сними, тогаш тие податоци ќе бидат избришани. Копчето Извези представува копче за извезување на податоците од табелата во Excel документ на вашиот компјутер. Кликнете на копчето и ќе ви се отвори дополнителна форма, во која што ја избирате локацијата каде што ќе биде зачуван документот и внесувате нејзин назив. Потоа кликнувате на копчето Save за да го зачувате документот. Копчето Печати пак представува копче за приказ на податоците во форма на штампа. По прекажувањето на штампата, истата може да биде пратена на печатач и добиена во печатена верзија. И уште една можност која што ја нудат шифрарниците е делот повлечи колона за групирање тука. Значи, ако сакаме да извршиме групирање на податоците според зададена колона, ја земаме колоната и ја влечеме во горниот дел. Така, податоците ќе бидат изгрупирани по различните локации, називи на локации, бидејќи сме ја избрале таа колона. И копчето Излези го користиме за затворање на шифрарникот. Следен шифрарник е комитент тип.
Овде шифрата се внесува рачно, се пополнува називот. Ако претходно имате внесено некој тип на комитент, овде истиот ќе биде прикажан, но во случајов е празен, бидејќи нема податоци во шифрарникот, и се избира ценовник тип. На крај се зачувуваат промените. Потоа следува шифрарникот тип на одделение, односно магазин. Исто така и овде рачно ќе внесете шифрата и тип на одделението. Со Enter се спушта податокот во табелата и на сними промените се зачувуваат. Одделение магазин е малку поголем шифрарник со повеќе информации. Значи се внесува шифра, назив, втор назив ако постои, адреса на која се наоѓа тоа одделение, телефон, имейл адреса, овде се влече податокот за тип на одделение од шифрарникот кој што претходно го пополнивме, дали артиклите се по набавна цена, дали тоа одделение е во хиерархиска подредено со друго одделение, во случајов ова е празно бидејќи доправа го пополнувате шифрарникот, и дали одделението е магазин. Повторно со Enter се спуштаат податоците во табелата и на копчето сними се врши зачувувањето.